Добро утро за нашите гледачи на Канал 5 телевизија и Здрава Македонија. Ова утро во вашиот дом решивме да донесеме една поинаква, различна, приказна, не секојдневна. А верувајте дека менува многу животи, особено на оние кои за жал имаат одредена попреченост. Во детска градинка одлучија да го научат знаковниот јазик. Од каде, која беше идејата и поидовната точка, разговараме со воспитувачката Ема. Добро утро. Добро утро на вас, Александра. Добро утро на вашите гледачи на оваа емисија. Срекни сме што сте денеска наши гости во нашата градинка Спирица. Ема, особено се радуваме кога има различна и позитивна приказна која треба да се пренесе. Решивте да се научи знаковниот јазик токму меѓу дечињата кои се дел од оваа детска градинка. Од каде идејата токму знаковниот јазик да го изучуваат? Идејата за учењето на знаковниот јазик пред се е моја желба одамна, пред да станам воспитувач, па еве веќе 10 години како што сум воспитувач, желбата се зголеми и идејата ја пренесов на мојот тим, каде што дојдовме до една идеја и реализација на еден ваков проект. Колку време се изучуваше знаковниот јазик и колку беше тешко за дечињата кои што се од предучилишна возраст истиот да го совладаат? Значи, учењето на знаковниот јазик е моја желба од поодамна, уште пред да станам воспитувач. Желбата растеше, еве веќе 10 години како сум воспитувач, среќавајќи се со дечињата со потешкоти во развојот и во говорот. Желбата ја пренесов на мојот тим, каде што дојдовме до идеја да реализираме еден ваков успешен проект. Проектот траеше 3 недели. Проектот беа вклучени родителите, овој пат сакам да им се заблагодарам за нивната соработка. И беа поделени во групи по двајца, каде што секој ден се реализираа различни активности во однос на знаковниот јазик. Кој беше најтешкиот знак во знаковниот јазик да го совладаат дечињата или како низ игра успеавте истиот да го доближите? Во однос на потешкотиите, сметавме дека ќе постојат некои потешкоти кај родителите, како за реализација, за креативност и осмислување на самата активност. Меѓутоа, добивме одличен фидбек од нив и каде што активностите ги направија креативни, интересни за децата. Дечињата секој ден очекуваа што ново ќе учиме и како ќе биде следниот знак. И дури во слободните игри се употребува знаковен јазик, кои знакови ги познаваа до сега додека ги учат, кои прашува за новите знакови како е. Одлично, ви благодарам што ете една благородна дејност сте спровеле како проект во вашата градинка и рете да ги видиме и на малите, да ни покажат можеби некои од знаците и да се гордеете со она што ги имате научено. Ви благодарам многу, Ема. Ви благодарам и на вас и ајде да ги видиме на малите. Така е, верувам дека со исчекување сакате да ги видите оние кои што едноставно, убаво го научиле знаковниот јазик. Ги гледаме најмалите кои што верувам дека ќе ве одушеват и ќе го украдат вашето внимание. Здраво за Дарија. Дарија, здраво. Здраво. Како ти беше и колку време учеше знаковен јазик? Дали ти беше забавно и интересно? Да. Кој знак наједноставен? Ти и би сакала да го покажеш на нашите гледачи на Здраво Македонија? Па црвената но ми е убава. Црвената боја. Црвена. Како се покажува црвена со знаковен јазик? А друго што научи Дарија? Па портокалова вака. Бела, црна. А друго зборче? Друго зборче кое што можеш да ни го покажеш? Па розова. Дарија, ти благодарам многу. Дали беше интересно и забавно додека учеше знаковен јазик? Да. Ти благодарам многу, Дарија. Чао. Чао. Здраво за Ема. Здраво, Ема. Здраво. Ема, колку беше интересно да се учи знаковен јазик? Многу е убаво. Кој знак ти беше неинтересен и незабавен да го научиш и сакаш да го покажеш за нашите гледачи на Здраво Македонија? Азбуката на знаковниот јазик. Повели да ни ја покажеш. Ема. Ти благодарам многу, Ема. Беше интересно и забавно додека учеше? Да. Одлично. Сега поедноставно се разбираш со дечињата кои можеби потешко ве разбираат? Да. Одлично. Ти благодарам многу, Ема. Чао. Чао. Здраво, Лука. Здраво. Колку беше интересно и забавно да се учи знаковен јазик? Па многу беше, зашто
Јас сакав да научам, а никогаш не сум знаел што е тоа знаковен јазик. И што представува знаковен јазик? Што научи ти? Научив дека тие што не знаат да зборуваат, тие што не знаат да слушаат, за нив се направил знаковниот јазик. Од она што некој го направил од знаковниот јазик, кој знак ти беше неинтересен и би сакал да го покажеш на нашите гледачи на Здрава Македонија? Љубов. Како е љубов на знакот? Вака. Друго знакче што ти беше интересно да ни го покажеш? Друго ми беше сино. Сина. За колку време ги научи знаците? Па за многу брзо. Успеа да ги научиш и мама и тато, можеби некој од знаците? Да. Одлично, ти благодарам многу, Лука. Биди натаму умен и многу да учиш. Фала. Чао. Здраво за Даријан. Здраво, Даријан. Здраво. Учеше знаковен јазик. Што за тебе представуваше учењето на знаковен јазик? Забава. 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 Кој знак ти беше наедноставен да го научиш? На сината. Ке ни покажеш како изгледа? А друг знак? И на зелената. Како изгледа зелено? Зелена. А друг знак? Жолта. Како изгледа жолто? Жолто. Сега ти е поедноставно да се разбереш со другарчињата кои може би потешко разбира? Да. Ти благодарам многу. Биди умен и натаму да учиш. Фала. Здраво за Ноа. Здраво, Ноа. Здраво. Ноа, ти учеше знаковен јазик. Што научи од знаковниот јазик? Жолта, зелена, црвена, плава, зелена, Колку ти беше тешко тоа да го научиш? од Србија ми е тешко. Така. А дали сега поедноставно се разбираш со другарчињата кои може би потешко ве разбираат? Дали или Така, ти благодарам многу, Ноа, и натаму учи. Здраво за Кирил. И Кирил учеше знаковен јазик. Колку беше тешко, Кирил, да се научи знаковен? Многу тешко. Многу тешко? Што беше најтешко? Боите. А која боја ти е омилена и ја знаеш да ни ја покажеш и на знаковен? Севена. Како изгледа црвена? Севена. Зелена? Да. Како? Зелена, така изгледа. А друго зборче кое што го научи? Сина. А освен боите, научи ли некој друг збор? Севена. Ти благодарам многу. Учи и натаму и биди дел од она што е убаво со твоите другарчиња. Фала, чао! Здраво за Ајк. И Ајк учеше знаковен јазик заедно со своите другарчиња од оваа детска градинка. Ајк, колку беше тешко да се учи знаковен? Не беше многу, не беше, лесна беше. Што беше најлесно и наедноставно да научиш? Беше са белото облаче. Ајде да ми покажеш некој знак што за тебе беше најинтересен да се научи. Кој знак, збор, што научи? Некоја боја, љубов, можеби, здраво? Се. Покажи ми нешто. Што значи тоа? Тоа значи пролетосежно. Ти благодарам многу, Аек, и натаму забавувај се, учејќи убави работи. Чао од нас. Здраво, Илина. Здраво. Илина, колку беше тешко или едноставно да научиш знаковен јазик? Добро беше да научам знаковен јазик. Што научи? Што сакаш да ни покажеш од тоа што го научи? Јас сакам да ви покажам тоа што го научив, како се прави боја 3. Добро, друго нешто што научи, само гледај на кај камерата. Друго нешто што научи? Друго нешто што научив, како се од часовникот се правеше 4. Кажи така. А некоја зборче можеби? Боја или љубов или прегратка, како се покажува на знаковен јазик? Јас сакам да покажам на знаковен јазик како се прави бојата црвена.
Ти благодарам многу и натаму биди умна и учи убави работи. Фала. Нема проблем. Чао. Чао. Денеска имавме одлично дружење на оваа локација, каде што навистина покажаа дека сите можеме да бидеме еднакви и едноставно да се разбираме. Учителка Ема, ви благодарам за гостопримството, а за крај да го украсиме овој убав прилог со уште поубава реченица и мисла. Дечки, ајде сите заедно да покажеме јас те сакам тебе. Ајде сите кон Владче. Сите гледаме натака. Јас те сакам тебе. И знакот на љубов сите. Махнете зрачињата. Се надевам дека едноставно љубовта и се она што тука се случува го пренесовме во целост преку нашата камера. Кажете чао!